А сега е време за заспи. Ако можеш, со Драган Милосављевиќ и Горан Мамировски, кој и овој пат ќе ни се јави преку апликацијата Zoom. Горан, јас те гледам. Да, добра вечер за тебе. А наш гостин вечерва е портпаролот на ВМРО ДПМН, господинот Наум Стоилковски. Добра вечер. Добро вечер, Драган. Добро вечер и за Горан. Добро вечер и за сите што ќе не следат вечерва последна убава вака весела емисија во живо што одеше. Да. Преносот од концертот, ја навистина уживав овие 70 на минути, дури и се распеав, признаваме, без да ме прашаш. Тоа е вистина, ќе открие мала Тања и Горан малку пееше, иако не сакаше да го видат, него не видуваме ги тоа ние тука. Знаеме што прави Горан позади екраните. Наум Стоилковски, поранешен новинар, поранешен наш колега, веројатно сте го следеле правилото на Винстон Черчил Чинам. Новинарството е многу убава професија, особено ако се напушти на време. Па еве веќе 5-та година како го имам напуштено новинарството и навистина е многу убава вака од страна кога се гледа, се шегувам. Не, новинарството е нешто што живее во човекот и тоа не може да, или го носиш во себе или не, ти го носиш, вака мислам како помлад колега да те пофала. Да се надеваме дека е така и Горан го носи. Да почнеме од тоа што е најактуелно вечерва, именно од интервјуто што го даде претседателот на државата Стево Пендаровски за Телма, ако не се лажам, неколку интересни мисли на претседателот. Едната од нив е поврзана со неговата можна кандидатура за следните претседателски избори, кои што треба да бидат за колку, за 6 месеци, отприлика не цели 6 месеци. Вели дека неговиот рейтинг и покрај бројните анкети кои што се појавија во последно време не е мрднат од 2019, кога бил на одредено високо ниво, тој ги знаел точните анкети и вели дека кога би се обидел да продава национализам, патриотизам или како веќе многу мора да внимаваме со овие изрази, тој без проблем би добил 700.000 гласови. Драгане, го изгледав интервјуто пред да тргнам на кај Алфа телевизија. Тоа што можам да го кажам е дека за жал Македонија нема претседател, доби онака како што и самите во СДСМ, каде што припаѓа и Стево Пендаровски се изразува уште нели едно растение во вилата на Водно, уште еден фикус некорисен и воопшто ништо што не прави. Токму тоа што ништо не прави, односно само ги следи она наредбите на Али Ахмети и на СДС, кој да е во СДС послушниците на кон Дуи, воопшто ништо не. Да, послушниците на Дуи, тоа е апсолутно абсолвирано веќе во јавноста. Значи, не мрдањето на рейтингот ако така вели, а не е така, тогаш апсолутно е пораката дека и ништо не презема и ништо не прави. Едноставно седи и само подпишува тоа што го носи. Всушност и го кажа тоа со кога го објаснуваше подпишувањето на кривичниот законник. Му го донеле, го подпишал и што да прави. Сега зар ке чека повтор пат да му го донесат истиот текст на законот. Тоа е вториот интересен момент, иако сакам и Горан да го прашам, ќе дојдеме до тоа, Горан сакам да го прашам, а вели претседателот 700.000 гласови би добил ако се обидел да продава национализам. Тоа е веројатно некоја порака дека претседателот е исклучиво граѓански претседател, а некој што би бил од другата страна, тој би продавал национализам и врз основа на тоа би добивал поени. Драган, наистина незгодно ми е малку да го коментирам човекот што рече дека ќе напуштил државата доколку негов председател и има кажано толку многу небулози во последниве 5-6 години и пред да стане председател, човек кој што ја лажеше цела јавност дека нема никаква врска со францускиот предлог, за да потоа признае во еден момент на искреност веројатно дека тој го подготвувал. Што да разговараме за човек кој што самиот призна дека ја лажел целата јавност. Како да го анализираме? Дури и вечер зборуваше за тоа, извини Горан што ти се вметнувам, и вечер зборуваше за тоа дека зборувал со францускиот претседател, зборувал и со германскиот претседател во насока на нели изготвувањето на францускиот така наречен француски предлог, односно бугарскиот ултиматум врз Македонија. Добро, но јас не се согласувам кога Горан ќе рече што да коментираме, затоа што се работи за човекот кој што формално правно е шеф на државата. Така, и затоа коментираме.
Но повторно ќе речам, многу е тешко да се коментира човек кој што рече дека Гоце Делчев се искажал како бугарин. Може ли тој човек да игра на картата на патриотизам? Не национализам, на патриотизам. Не може. Човек кој што еднаш не застанал за својата нација, за својата држава, за своите граѓани, не може да, како да кажам, да го менува. Тој може да го смени наративот, може да почне со некакви националистички пораки. Меѓутоа луѓето гледаат, 700.000 луѓе да гласаат за Пендаровски, навистина смешно, и мислам срамно е да дава таква изјава. Никој во историјата немал 700.000 гласови во Македонија, ни Киро Глигоров немаше, ни Борис Трајковски немаше, никој немаше, ни Ѓорѓи Иванов. Значи, тој така да каже дека е подобар, а може да збориме дека тие не се патриоти, и Киро Глигоров, и Ѓорѓи Иванов, и Борис Трајковски не, беа патриоти. Сака да каже дека е подобар од сите нив тројца. Па, значи, во тој правец одим некако. Повторно велам, имаме обврска да го анализираме. Инаку го гледав јас интервјуто и навистина ме вџаши толку многу грешки, толку многу небулози во интервјуто. Пендаровски во интервјуто признава дека од безбедносните служби се бркани професионалци заради тоа што не добиваат сертификат за безбедност. И тоа го кажува така ладно, како да не е свесен што кажува. Се ова е еден од моментите што мене ми е многу интересен, поврзан со службите за безбедност, под негова контрола, инаку да подсетам не тужеа за 27 години затвор агенцијата за разузнавање. Воопшто не е смешно, ама да. Па добро, нам не е веќе смешно, нели, што знаеме што е случувало. Но да признаете и со тоа да инволвирате сосед и други институции, како на пример така наречената ДБКИ, сега извинете малку злоупотребувам емисијава, да му даеме збор на наум, меѓутоа Стојан Славевски се вика директорот на таа агенција за безбедносни сертифицирани информации која што издава, практично тој го инволвира директорот на таа агенција дека се одземале безбедносни сертификати за да се елиминираат луѓето кои што не се податни, не се позитивни за оваа власт. И тоа е нешто страшно, нешто за што јавниот обвинител, доколку имаме, доколку го добиеме, сега Јовески не е државен јавен обвинител, тој е човек кој што чека да биде избран за уставен судија, уште веднаш ќе покренеше истрага. Кој е тој што земал безбедно сертификати? Но добро, сакам да многу небулози. Точно е, шеф на државата треба да се анализира, и тоа безпредметно е. Човекот ми се чини дека веќе не може да кажам не знае што збори, но не внимава што зборува, заради што вечерашната емисија ја гледав и колешката Оливера Трајковска, ми се чини не можеше да го следи што збори председател. Да. Морам да признам, повторно се појавија проблеми во Штом почна да збори за разузнавачките служби, почна да крчи тонот од Германија. Да кажеме, навистина повторно се појавија проблеми во звукот, со оглед на тоа дека Горан се враќа, нема веројатно веќе да имаме вакви проблеми. Но председателот вели, оспорувам тезата дека измените на кривичниот законник се направени за порнешниот премиер Никола Груевски да се врати. Не е вратен, јас не го гледам, вели, и сигурно и да има некаков план за негово враќање, нема да оди преку мене, вели председателот. План А, план Б, кај мене таква нешто нема. Ова е прилично... Тоа е вака, сега чисто да, ако анализираме, не би сакал цела емисија да се претвори во анализа и прашање и одговори во однос на Стево Пендаровски, како што реков, уште еден фикус во Вила Водно, тоа е истиот човек кој што велеше кој е тој јунак што ќе го смени уставот во Македонија, па велеше дека францускиот предлог односно бугарскиот ултиматум и францускиот предлог се одбиваат, за веднаш потоа за неполна недела да го смени ставот во однос на кривичниот законник и самиот рече што да чекам ли повтор пат да ми го донесат, значи залудно само ќе губам време. Работи ги знаеме, видете се, тоа е пакетот пораки од Стево Пендаровски кој што стига до јавноста. Да. И она што сега го порача во однос на изборите, видете сега, да велите вие дека ќе освоите 700.000, дека знаете начин како да освоите 700.000 гласови во изборна трка, а од друга страна да не сте на чисто, односно да не најавувате кандидатура, да чекате што ќе ви порачаат, односно што ќе ви кажат и написмено, односно да ви дадат Али Ахмети и неговиот поданик Димитар Ковачевски,
Дали да се кандидират или не, тоа е навистина смешно. Има и околу Мислам тоа дека неколку неколку пати колешката Оливера Трајковска, колешката, зборам Во ред. како Се повик, разбира. нели, новинарски, да го праша човекот, добро, дали ќе се кандидирате, имате позиција, почнувате од позиција до сегашен председател на држава, дали ќе се кандидирате повторно, имате добра полпозиција, што би рекле. Најдобра што може. Во формула, нели? Човекот што веќе е на позиција, ако успеал да изгради добро портфолио Имидж, како нели, председател и како што имидж и верува се. дека има, нели, рейтинг. Второ, ако човек знае дека на еден начин може да добие 700.000, јас не познавам човек во светот што не би го искористил. Ќе тропне на маса, ако веќе е Така. така. Ако верувам дека имам 700.000 Но подржувачи, ќе тропнам на маса и ќе речам, луѓе, доста е. СДСМ, одвојте се од ДУИ, дајте избори, излезете на избори за добробит на државата. Веќе имаш председател на собрание кој што вели може да дојдеме до криза во држава уставна ако нели не се договорат изборите. Седнете на свикај лидерска средба, повикај ги. Значи, направи нешто. лидерската седба е посебна приказа за која што ќе разговараме. Негова ингеренција Така да ги е, повика. така е. Апсолутно. Но тој повикува- тропни на маса. се Во не неколку вика, наврати се вика председателот не сакаше да свикува лидерски средби, па потоа свикуваше кога на Кога Ковачевски ќе му биде или на кажано. Заев му беше Кога ќе му биде кажано. опортуно, да. Но сакам да се вратам ново и добро е што сте овде затоа што сте портпарол на ВМРО ДПМН. Една специфична изјава на председателот вели Околу дека специфичните изјави само би сакал да кажам дека од оние изјави на Стево Пендаровски вечерва јасно е штом го кажува гласно Стево Пендаровски, јасно им е и во СДС и во ДУИ дека уставни измени нема. но тоа го потврдува председателот. Го потврдува председателот. Јасно му. Вели И дека е тоа нема. очигледно дека нема да ги има и Нема вели да има. дека интересен став. Значи сите други пораки што ги кажува се вон. Сега сме поблиску до судна се пратеници од пред 2 месеци, што пак е друга небулоза и не е логична ситуација. Да, не сум сигурен дали го слушаме убаво звукот на Горан во овој момент. Ама ни ја не го слушам. Дали ќе Јас, може да- јас го слушам само и затоа ме прашањето дали го слушаме воопшто, но председателот на државата вели дека, да бидам прецизен, сега го цитирам, од врвот на најголемата опозицијска партија, бидејќи тамо немојте да мислите дека влада идеално единство, има луѓе кои би сакале да бидат калиф наместо калифот, повеќе не можам да кажам вели, а се однесува на неговата теза дека од врвот на партијата, вашата партија конкретно, му пристапиле со барање за амнестија на Груевски. Сега ова значи дека луѓе во врвот на вашата партија отишле кај председателот, односно вели индиректно, се извинувам, значи не било кај него, туку никој не му пристапил, туку дека тоа било направено преку посредници и барале амнестија за Никола Груевски. Вака сега, ќе повторам нешто што и подпредседателот Александар Николовски тука во ова студија, токму на ова столче го кажа, а тоа е дека Стево Пендаровски се занимава со рекла казала, наместо со истинските проблеми во државава и е извор на шпекулации, лажни вести и оговарања во државата, ова е едно од нив. Ова е неколку пати повторувана лага од Стево Пендаровски, кој што во преголемо слободно време измислува и се занимава со измислување на вакви и пласирање на вакви, ќе речам, лаги во јавноста. Значи нема вакво нешто. Ставот на ВМРО ДПМН е јасен. Повеќе од една година е во јавноста познат, јавно искажан. И конзистентен во секој држи, случај. апсолутно, се држи до тоа, дојде до една седница во собранието каде што се покажа црстиот став на ВМРО ДПМН, до тој став е дојдено преку внатрешни органи, тела на партијата, на голем дел од нив сум бил и личен сведок, таков човек што има спротиставени, значи при градење на ставот се земаат во обзир сите такви луѓе во врвот нема, особено не од оној тип кај што он вели калиф наместо калифот и колку што се сеќавам во интервјуто спомна некој што не бил задоволен од позицијата која што ја има во ВМРО, а од друга страна вели во врвот на ВМРО ДПМН. Така што апсолутно јас не знам има шпекулации со кого се среќавал Стево Пендаровски и од кого имал вакви небулозни Но чекајте, изјави, но тоа е... Стилковски, во ВМРО има, не знам колку имате членови,
Збори за 50.000, врвот, 100.000, зборува- да, он врвот зборува е, за врвот. Претпоставувам дека тоа се луѓето од извршниот комитет или не знам луѓето кои што се во најтесното раководство на партијата. Не може секој да излезе од улици и да рече председателе ајде една амнестијичка. Ама апсолутно, Но мислам. ако го рече тоа, Горан, те замолам и тебе за коментар. Ако председател на државата вели мене ми индиректно ми пристапуваат луѓе од врвот на партијата. Тоа би значило дека Тоа е. сепак имало некакви имиња. Сега не сакам да бидам Ова е дел од шпекулациите и до сега сме го... Извини Горан, само секунда. И до сега сме го повикале на ваквите негови шпекулации и ширење на лажни вести како извор да на одговори лажни јавно вести. претпоставам. Јавно да ги посочи или да се извини за искажаните лаги, затоа што ова е единствено оди во насока на обид против ВМРО-ДПМН, Да се работи направи против некаква зла крв во вашите редови, Не. На нарушење на рейтингот на ВМРО-ДПМН како прво, затоа што посочено е дека немаме комуникација, особено не со Стево Пендаровски, а од друга страна оди во насока спротивна на она што го кажа, а тоа е дека уставни измени Нема да има. Нема Да, да има. ова И е за тоа беше контрадикторно. многу црст во тоа, дека уставни име, од она што го гледа јавниот, па вели, го следам јавниот дискурс, ја следам текот на работите, посочувањето на ВМРО-ДПМН, дека за ова нема да се разговара, дека нема да прифати, дека нема да има уставни измени и дека тоа треба да доведе до избори и дека ќе биде дел од изборната кампања, а потоа го кажува овој дел, што е сосема контрадикторен, убаво си забележал, на ова што го збори сега. Од тука можам само една работа да кажам. Ова е расправа селска чешма. Девојчиња на селска чешма и се служи со лаги, небулози и невистини. Така. Горан, да те слушнеме и тебе, мислам И дека уште сега еднаш го звукот е побав. повикувам, еве нека излезе со име и со презиме. Кој е тој во врвот на ВМРО, да па нешто. Или кои се тие. Или кои се тие. Ајде. Горан, повели, мислам дека имаш убав звук сега. Ако се слушаме сега, Да. се слушаме добро? Да. Значи, да направиме уште една бесплатна реклама за колешкото Оливера Трајковска. Сите што можеби се сомневаат во нашето доживување на тоа што го збореше председателот Пендаровски, најдобро да појдат таму и да видат какви нелогични, конфузни позиции имаше председателот. Значи, не можам да објаснувам во детали самите, јас бев џаш прв пат да го видам толку вознемирен и толку возбуден и толку конфузен. Ми се чини дека во наделови од разговорот немаше една со друга реченица никаква логика. Ајде да тргнеме од почеток. Не открива кои се луѓето што му пристапиле. Вели преку посредници. Во исто време, тој самиот преку посредници испраќа брифинзи до новинари, стигнат си до мене тие гласови, и става во незгодно луѓе кои што објективно не може да се бранат. Сега ќе кажам две имиња. Председател Пендаровски, кој што има, ајде да не кажам тежок збор, но психолошка категорија е дефинитивно, мисла дека може да освои 700.000 гласови на избори, брифира негови соработници од кабинетот, мислам дека врз основа негови налози, брифира дека Никола Тодоров и професорот Васко Наумовски, односно пронешниот амбасадор и вице-премиер Васко Наумовски, се луѓето кои што биле посредници да се спаси Груевски. Значи, да повторам уште еднаш, тоа се посредниците извори од Пендаровски. Но Горан, Тие двајца луѓе, колку што јас знам, не се во врвот на ВМРО. Па тоа ми беше зборот, тие луѓе не се во врвот. Најверојатно се во врвот на ВМРО ДПМН. Тука еве го Наум Стоилковски може да каже дали се тие членови, не знам дали се членови на телата, дали се членови на ВМРО ДПМН. Не се членови во врвот на ВМРО ДПМН. Да. Вториот момент, ако ми дозволите да довршам мислата. Доколку председателот Пендаровски од посредници, кои да се тие, јас искрено не верувам дека се Васко Наумовски и Никола Тодоров, затоа што сепак не се до толку луди да направат таков обид, но луѓето посредници од Пендаровски го шират овој муабет, тогаш тој морал да ги пријави кај јавното обвинителство. Внимавајте, посредници на луѓе кои што бега, на човек кој што бега од правдата, бегалец од правдата, Никола Груевски формално правно, без разлика на политичкиот реваншизам кон него и неправдата што ми се нанесува со огромен дел од случаите, тој е лице кој што бега од правдата. Председателот Пендаровски имал обврска, доколку на вистина добил некакви
сознание или му пристапил некој, морал да ги пријави во јавното обвинителство. Тој тоа не го сторил и со тоа се соочува сега со можност да биде гонет и самиот тој, поради тоа што помагал, има таму едно дело помагање на лице кој што се наоѓа во бегство, бегалец од правдата. Тоа се многу сериозни ситуации за председателот и затоа велам, јас бев џашен кога го слушав какви небулози кажуваше вечерва. Тој самиот се инкриминира во кривичен прогон заради тоа што тој има некаков имунитет како председател на државата, меѓутоа тој имунитет ќе заврши за 5-6 месеци и потоа ќе се соочи со сериозни проблеми. Јас затоа апелирам на луѓето што го работат пиарот да го советува, да не прави толку грешки кои што на крајот на краиштата можат да го однесат дури и во затвор. Па во таа насока Горан би се приклучил и во однос на неговите ставови за кривичниот законник, кога почна да го правда кривичниот законник и она што ќе следело или како ќе следело, дека он бил запознен со сето тоа, па прашање е како бил запознен со кривичниот законник, кога јасно е сега дека Blueprint групата ја напушти соработката со Министерството за правда во работната група за изработка на сите овие измени, нели се таму правниците, кои што нели не биле во насока на она што било дискутирано во таа група. Па од тука, од каде Стево Пендаровски знаел што ќе содржи кривичниот законник или што ќе содржи новиот кривичен законник. Така што апсолутно по посочувањето од Blueprint групата, тие законски решенија се изработувани во штабовите, а не се изработувани во Министерството за правда. Добро. Ајде да ставиме точка на разговорот кој што се однесува на председателот Пендаровски, односно неговото интервју, затоа што Јас уште еднаш ќе повикам дека целата емисија Стево Пендаровски како председател е должен да излезе во јавноста, се согласуваме тука. да, И да каже стави крај на овие небулозни тврдења кои што доведуваат до заблуда на јавноста, да се извини на јавноста за неговите лаги, ширење лаги и да започне со сериозна работа, бидејќи Македонија е во сериозни проблеми, а тој се занимава со рекла казала ширење на лаги, небулози, со спинови и она што беше најново со справување со мечките на Маврово, мислам, така? Добро. Може да се префрлиме на еден посериозен виц, посериозна шега. Повели? Тука некаде блиско до вилата на председателот на Илинденска, вечерва Господ Пладнево, премиерот Ковачевски вели: обезбедивме бесплатен лет од Тел Авив до Скопје за евакуација на македонски државјани кои во моментот се наоѓаат во Израел и кои барале помош да се вратат во Македонија. Тоа е точно, Горан, со тоа што летот е, колку што разбрав, обезбедено преку Ер Србија. Да се фалите од 4 дена, од како цел свет во живо гледа војна и умираат луѓе секој ден, од 4 дена да се фалите дека сте обезбедиле бесплатен лет, а всушност тој лет го плаќа државата Србија, Република Србија, е навистина, не знам, срамно, бизерно би рекол. Затоа што, внимавајте, не е тој лет бесплатен. Тој го плаќа државата Србија со граѓаните на Република Србија. Македонија ќе мора еден ден на било каков начин, на дипломатски, финансиски начин да го плати ова што го прави Србија за нас. И време, Србија не е членка на НАТО. Мислам дека во соопштението од владата пишуваше дека македонската влада ќе ги сноси трошоците. Меѓутоа факт е дека преку Ер Србија Јас читам тоа што пишува Ковачевски, вели обезбедиле бесплатен лет. Тој лет не може да е бесплатен. Бесплатен изгледа за овие патици, меѓутоа лошо формулирано. Да, се разбира дека некој мора да го плати. Добро, Вучич, не знам како стои во Србија, но во Македонија, бога му, во најмала рака владата треба да му симнува капа секој ден, зборам за српскиот председател. Господин Ковачевски меѓу другото рече, премиерот на државата рече: ќе победиме на изборите председателски, ќе победиме на изборите парламентарни, ќе останеме на власт и така натаму и така натаму. Јас разбирам дека влегуваме во време на предизборие, речиси, дека се ближи тајмингот и почнуваат тие се попозитивни и оптимистички најави од сите страни. Се појави на анкета, нели, на која што излезе на неделникот Фокус. И даваше изјави по таа анкета, по таа лажна нарачана анкета со 102 и 104% резултати. Да, го разговаравме тоа веќе тука. Знам дека го разговаравте, затоа се повикувам на презнаење на гледачите. Но ова ширење на оптимизам од една страна е легитимно. Од друга страна, кога вие немате суштински резултати во која сакате област
општеството и кога сите релевантни анкети покажуваат дека опозицијата многу сериозно води, многу сериозно, не е во прашање 2%, 4, 5, што исто така многу, туку зборуваме за од 10 нагоре, и вие сега велите, ние ќе прегазиме, ние ќе водиме, затоа што тоа е тоа. Па тоа е исто во насока на оние 700.000 подржувачи кои што си ги преброил Стево Пендаровски, нели, што ги кажа вечерва. Мислам, апсолутно не држат, не се темелат врз некои реални факти, нема реални параметри за сето тоа што го зборат во услови кога имаме може ли да се случи чудо некој време речете не, но може ли да се случи чудо во овие неколку месеци, зборам теоретски само, Драгане, со кој што не знам премиерот на владата ќе обезбеди 10 милиарди долари од негде. Преку 510.000 граѓани во Македонија живеат во сиромаштија. И чипсот не е здрав, тоа го запамтите. Чипсот не е здрав, но и лековите не се здрави и млечните производи не се здрави и има разлика дали ќе ядеш цвекло или дали ќе ядеш корнишони и едните се со 5%, едните со 10%, а министерот ти вика не знам, на прашање зошто се едните со 5, едните со 10, министер ти одговара со не знам. Апсолутно добро, нека си мисла така, но доколку е таква атмосферата и за Стево Пендаровски и за Ковачевски, тогаш бујрум на избори. Нема друго логичен тек на овие изјави. Па тој што води бара избори, обично е така. На избори. Тој што води обично бара избори. Тој што е сигурен во својата победа. Но тука веќе не станува збор само за дали ќе има избори. Туку се бега и од лидерска средба на која што треба да се зборува за изборите. За оние логичен тек на настаните. Тоа е посебен проблем. Лидерската средба, многу ми не велат, па добро, лидерска средба била, не била. Меѓутоа, се работи за процедури, се работи за договор за кој што секогаш имало на крајот на денот. 30 годишна практика е тоа, има договор кој ден, кој момент ќе има избори во земјата. Тука зборуваме за во принцип основни работи кои што мора да се договорат. Тие се основната работа која што мора да се заврши. Меѓутоа лидерот на владата, мислам премиерот вели, па нема потреба, ајде да разговараме за уставни измени, лидерска средба и потоа ќе ви дадеме кога ќе го промениме уставот. Може би еве ќе звучи тенденциозно како портпарол на ВМРО ДПМН да изјавувам цело време дека ете он е поданик на ставовите на Али Ахмети, но ставот на Ковачевски дојде од како Али Ахмети порача дека нема да има лидерска средба. Претходно немаше таков крут став Димитар Ковачевски, односно воопшто не се изјаснуваше за во однос на лидерската средба. Па како ќе продолжиме? Како до сега, така? До сега, толека така беше. Па во таа насока и тој разговор. Тој е разговор на глуви. Но зошто, Горан, зошто би немало лидерска средба? Не разбирам, зошто? Се работи во принцип за нешто... За мене не е проблемот што ќе се случи лидерска средба. Нели, ќе седнат таму лидерите, ќе разговараат, ќе се сликаат. Проблемот е што ќе каже Димитар Ковачевски по таа лидерска средба. Кога ќе излезе пред медиумите и ќе треба нешто да каже. Ако се сеќавате добро, после последната лидерска средба, Ковачевски излезе и кажа низа небулози кои што се потврдија подоцна дека биле лага. Сега ќе нема таа шанса. Кога излезе оттаму, ќе биде под сериозен мониторинг пред се на медиумите зборам, кои што еднашка веќе беа излажани. И затоа мислам дека, освен тоа што нема дозвола од Али Ахмети да оди сам кај Мицкоски, тоа е информација која што Дуи ја кажуваат веќе 2-3 месеци, дека Ковачевски веќе не смее да оди кај Мицкоски сам, затоа што не знае што прави тамо, дека не е искусен, дека нема политичка прецизна мисла, дека Мицкоски го манипулирал во разговорите, дека тој одел неподготвен, со лош брифинг, со лоши позиции. Тоа е нешто што го кажува Дуи подолго време, дека Ковачевски веќе нема да се појави сам со Мицкоски на исто време, на иста средба. Морам да кажам, Горан, премиерот на државата не смее да отиде на средба со лидерот на опозицијата затоа што не му дозволува формално правно помалиот коалиционен партнер. Ова ќе се согласиш и ти дека правно звучи... не е помалиот коалиционен партнер, имајќи ги предвид со односот на силите во вториот и третиот ешелон, апсолутно не е помалиот партнер. Меѓутоа ќе се согласите двајцата дека тоа е навистина страшно. Но и во однос на реалното мерење на анкетите воопшто не е помалиот партнер. Да не заборавиме дека последното мерење вели дека СДСМ е позади. Падна под Дуи. И но втората ситуација, само ќе подсетам дека Ковачевски
во однос на лидерската средба, првиот став му беше ќе седнеме сите парламентарни партии во собранието. За од кога Али Ахмети пресече, ова е само потврда на ставот дека не го пушта, од кога Али Ахмети пресече за лидерска средба, Ковачевски апсолутно одбива да има лидерска средба. Чекајте малку, јас повторно сакам да се вратам до ова, да не ме сватите погрешно. Не... Граѓаните треба да се соочат со фактот дека премиерот на државата добива забрана. Граѓаните треба да се соочат со фактот дека вистински лидер во таа владина коалиција е Али Ахмети. Со секое тонење, со секој ваков зафат, СДС тоне. Оној што добива намерењето на рейтинзите е Али Ахмети. Али Ахмети, бидејќи како рекол за Ковачевски и Горан, дека Один е подготвен, дека лошо е брифиран, еве и во таа насока, со секој ваков зафат, Али Ахмети си гради позиции мислејки на она што ќе дојде по изборите. А Ковачевски на тоа не размислува. Па на што размислува според вас? На ништо, да купи ден повеќе во власта, за да може да се отвори уште некој бизнис, да може да приграби уште нешто од типот на аферите Броило, од типот земјиште за бизнисот на неговата сопруга, од некои негови оние клански борби во СДС да се надминат, па да види дали ќе ги сталожи едни со втори, со трети, кои што постојат таму, да види што ќе прави со Пендаровски, дали кој ќе биде председателски кандидат и така натаму и така натаму. Значи, тој гледа да си ја зачува собствената фотелја за да може да си ги зачува бизнисот и при тоа ако може да има некаков спас со измени во кривичен и така натаму и да го држи Али Ахмети среќен да можат бизнисите на ДУИ да одат понатаму за да си тече криминалот и корупцијата и очигледно можеби не знам да имаат ќар од тоа и повеќе луѓе како што нели му порачува да одат заедно со заедничка листа на избори и така натаму и така натаму. Математиките што е доказ за слабост. Математиките во СДС не ги знам, но се насетува само да ги погледнеш изјавите и да ги погледнеш анкетите, јасно е што се прави, но она што е јасно е дека ДУИ профитира во целата ситуација. Од тука и бевме сведоци, напослед еден огромен молк да има 2 интервјуа во една недела на лидерот на ДУИ Али Ахмети одеднаш во кој што прозвори и македонски, ништо не му пречеше, па излезе нели дека не ги познава од телевизија, ги познава и зетот, и сватот, и сите на така Но пред некој ден повторно одби да зборува на македонски. Во интерес на времето морам да предупредам бидејќи заради концертот малку задоцнивме, а вестите мора да дојдат во точно време. Арвен Таравари во интервју чинам за Фокус успев да го видам само насловот и поднасловот. Насловната ја видов, да. Насловна страница која што ќе излезе претпоставувам, вели ако нема уставни измени, вечерва мислам. Да. Би дошло евентуално почнало се размислува за реорганизација на државата. Горан, ајде кратко со тебе затоа што тебе ќе треба да исклучиме пред вестите. Јарван Таравари еден од луѓето на кој што можеби не треба да му придаваме значење, но сепак тој е дел од власта. Трета, веројатно се уште помала партија од СДСМ, не знаеме до кога. Се разбира, може да се шегуваме на таа сметка. Но Горан, повторно реорганизација на државата, ова се закани повторно. Овие закани што ги слушаме уште од пред референдумот, ми се чини дека се веќе излитени, дека никој не ги сваќа сериозно. Арвен Таравари ќе почне војна во Македонија, ќе реорганизира државата на федерално уредување, ќе реорганизира на некакво ново територијално уредување. Поделба ќе се направи, војна ли ќе има, што? Ќе го видиме интервјуто што го дал, ќе го прочитаме целосно, меѓутоа не верувам дека толку лошо е пренесено во насловната страница. Да се реорганизира државата од корен е потребно, меѓутоа контекстот кој што најверојатно го дава Таравари е закана со етничка дестабилизација. Тоа е нешто лошо, а во исто време за него може би единствен начин да исплива на површина. Да се тепа Арвен Таравари со национализмот на ДУИ е невозможно и затоа сега сите албански политички партии користат таков вокабулар. Војна ќе има, дестабилизација ќе има, немири ќе има, ќе се одвојат општини, така натаму и така натаму. Еве да видиме, баш ме интересира дали Таравари ќе заборави брзо на оваа изјава или
на вистина ќе Па, предложи види, таква Само момент. организација. И мене ме интересен моментот со поводот. Знаете како, кога се зборуваше за права на заедници, помали заедници и така натаму, недостаток на демократија, не е оправдано, од мој аспект воопшто не е оправдано, меѓутоа тоа пројде. Вие не можете, ако не го смениме уставот да ги примеме бугарите, ние ќе упропастиме државата. Види, вака Драгане, мора да ги гледаме работите и во редоследот на нештата. Фокус беше медиумот кој што ја објави и се испофали со анкетата, кој што понатаму им послужи на сите оние владини парапортали за да ја величаат владата и да туркаат една агенда која што очигледно не им успеа да ја пласираат во јавноста затоа што се темелеше на огромни лаги. А Арбен Таравари е човекот кој што се продаде за 2 куќи, нели? Така гласи на оној опис за него и во меѓувреме се претвори во резервен портпарол на ДУИ. Но дали тоа значи дека пораката е и во име на ДУИ на некој начин? Ова е во име на ДУИ и обид негов. Ова е предизборна реторика во обид да купи некој глас повеќе. Но доколку е ова вистина и доколку третиот партнер во власта го кажува ова, дека постојат сили, всушност човекот не случајно е таму, за да го прочитам ги тргам на очелите за далеко ми се, ќе се отвори Пандорина кутија за реорганизација на државата. Па видете вака сега. Пандорина кутија е многу конкретен збор. Значи, во исти ден вечерва излегува председател на држава, кој што од безбедносен аспект се занимаваше, затоа прегаска го спомнав, се занимаваше со состанок на сите служби за справување со мечките на Маврово. Значи, тука не станува збор за вакви важни работи. Ја во овој случај, навистина би, да е ВМРО да е власт на ВМРО и некој пати ваква порака, навистина ќе побарам да се излезе и да се види зашто сушност станува збори да се побара одговорност од Арбен Таравари. Дали ја нарушува безбедносната или се заканува со реорганизација на државата, затоа што ова се многу важни и огромни, тешки зборови за да се најдат на насловна Но Боро забележа, нема со што да се покрие. Он е владин, внимавајте, он е партнер во владата. Дали владата најавува реорганизација на државата? Дали владата се заканува со реорганизација на државата доколку не поминат уставните измени? Мислам, ова е сериозно прашање. Апсолутно. И вие вечерва затоа и го разговараме. Имаме ситуација во која што Стево Пендаровски губи контрола да мора Оливера Трековска да го враќа назад, да му вика председателе да му каже во која форма е, затоа што прејде на ти, прејде на дрскост, прејде на директно во прво лице обраќање. Мислам, апсолутно ситуацијата е излезена од контрола, но тоа е само знак на една уплашеност и една неспремност на луѓето во власта за она што доаѓа, а тоа е губење на изборите и враќање на правната држава на колосекот. Тоа е разбирливо. Тоа е разбирливо дека се обидуваат, меѓутоа дали тоа може да влијае врз перцепцијата на граѓаните, затоа што има и луѓе помалодушни кои што би рекле чекај, дај да не се најдеме во ситуација државата да ни се реорганизира, редефинира. Се додека ВМРО ДПМН ево собранието со овој број на пратеници сега, верувајте дека уставни измени нема да има. Уставни измени по бугарски диктат нема да има. Добро, имаше... И тоа е бетонирана ситуација. Значи, имаше неколку видови на притисоци. Наводно разговарање со пратеници, непристојни предлози, наводно, потоа вклучување на самиот процес, каде што се изгласа како што се изгласа, ВМРО ДПМН беше против и тоа имаше... Што се изгласа, извини, не те чув? Ги изгласа своите 44 пратеници гласаа против. Значи, остана на својот став. Меѓутоа, имаше разни облици на притисоци и најави за притисоци со кои што ќе се донесе, се доаѓаа странци. Според мене тоа е една небулоза сега, да се изгласа со 60 значи со просто мнозинство помалку од 61 пратеник да се изгласа дека
е потребни уставни измени, а за уставните измени да се потребни 80 апсолутно е една небулоза што вака ја гледам како правен недостаток. Но сакам да кажам, дали се сметате дека се потребени баш сите варијанти за притисок во ВМРО ДПМН. Затоа што не успеа со она персонално, притисоци врз пратениците, не успеа со странците кои што доаѓаа во Македонија и веле ајде, сега му е мајката, Европска унија ве чека. Не успеа со милион мали ветувања. Затоа што нема одговор на најлогичното прашање. Дали е ова последното барање од Бугарија? Дали тука завршува условувањето од Бугарија? Но дали е последната карта овој обид да се плаши народот? И Бујар Османи истото го кажа. И Бујар Османи исто да го каже. Јас не знам дали ќе биде ова последното и Бугарија може да не блокира кога. Па потоа Маричич го негираше и веќе 10 на 20 дена го негира. Требаше да се јавува на телефоните, нели? Маричич денеска рече, ако не се лажам, денеска премногу цитираме, рече во една изјава за Ал Џазира или не сум сигурен, дека новите барања на бугарите биле само шпекулација, односно измислица од страна на опозицијата. И да завршиме со ова, ќе мора да имаме навести. Добро, и ако веќе пред завршуваме, ќе кажеме дека СДСМ беше таа која што се лупаше во градите јуначким, како велеше, и велеше дека се затворени сите проблеми на Македонија со соседите. И дека е отворен патот кон Европската унија. Тоа беше уште во 2019 година, кога почна спиралата на поскапување, а оние викаа спирала на покачување на економијата и растот на платите. Да, ги погледнавме кратките вести, заедно со доцнењето поради концертот. Бога ми, не се скрати на нас времето, но ќе се обидеме да бидеме колку што е можно поекспедитивни. Во два наврата во текот на емисијата, верувам не случајно, ја спомнувате сиромаштијата во Македонија. Мислам дека само злонамерен човек, или човек кој што просто лаже, ќе рече дека во Македонија се живее добро, и покрај тврдењето на владата дека економските политики кои што таа ги спроведува даваат брилјантни резултати, објективноста на улица, објективноста во продавница, објективноста каде сакате со сметките кажува дека најголем дел од нашите граѓани навистина тешко поврзуваат крај со крај. Ова не е само флоскула, ова е факт. Види, Драган, доволно е само човек да влезе во еден од оние синџири на маркети што важеа за подобро снабдени, за да го свати трендот во Македонија, колку помалку се купува и колку се помалку и помалку имаш задоволен народ кој што чека во редови и кој што се пребројува и кој што вади намирници од количките за да може нели да си го приушти колку толку да ја помине нели неделата, мислејќи на целиот месец. Оној факт што денеска беше посочен, мислам дека го видов некаде по вестите, Бранимир Јовановиќ. Тој беше еден од нели столбовите за економските промени во Македонија 2017 година. Мислам дека и на Тевдовски му беше заменик министер, беше еден од оние економски реформатори во власта, од кога почна всушност она спирала на на покачување на плати кои што не се темели на производството, односно на економски столбови, нели, расте производство, расте продажба, има пари, задоволна економија, растат плати и така натаму, туку со туркање на вештачки раст на минималната плата, што предизвика еден цел колапс на спирала на инфлаторна спирала и се помалку и помалку куповна моќ на граѓаните. Но сепак неговите анализи на состојбата не можат да се иземат од реалноста, па така повторно ќе ги симнам на очилата за да можам одблиску да прочитам. Вели, во екстремна сиромаштија имаме зголемување од 20 до 50%, односно тоа се луѓе кои што живеат со помалку од 60 денари на ден. Зборуваме на ден помалку од 60 денари и вака како што се одвива економијата во Македонија, ова бројка ќе има
расте од 12 до 28.000 жители од онаа бројка која што, да речеме, 2021 година биле 56.000 жители во Македонија кои што живеат со под 60 денари дневно. Тоа е 1 евро. Тоа е 1 евро дневно. Од друга страна, умерена сиромаштија, тоа е за под 200 денари дневно. Што имаат, станува збор од 360.000 2021 година, сега веќе има, ги запишав денеска, 510.000 во Македонија живеат со под 200 денари дневно. Тоа е колку една пијачка во просечен скопски локал. Тоа се, ајде една брза математика, 200 денари дневно, 30 дена, тоа се 60.000 или 6.000? 6.000. 6.000. Ете така. Толкава е сиромаштијата по човек, 6.000, значи 12.000 и сега вели дека од 2021 до 2023 имаме раст до некаде 160.000 нови во умерена сиромаштија, што е огромна бројка. Особено што овие 510.000 вкупна бројка, што живеат во сиромаштија и екстремна сиромаштија, имајќи го предвид трендот на иселување и на оној вкупен број на луѓе што се во Македонија, веќе не е ни 1/4 како што се брои по избирачкиот список, туку многу повеќе од 1/3. 1/3 од граѓаните во Македонија живее со помалку од 200 денари на ден. Ете така. Јас го предизвикувам кој сака да влезе во продавница и да се обиде да живее со 200 денари на ден. Да го преживее денот со 200 со 200 денари. Тоа е еден леп тоа е нели под 200 се брои да биде 200 денара. Нека звучам колку сака грубо, но тоа е еден леп, едно кисело млеко и сега тука станува и во истиот момент излегува министерот владата, кој што вели дека ако не биле мерките во меѓувреме, нели, сакам да напоменам и дека инфлацијата во Македонија е речиси двојно поголема од инфлацијата во Европа, дека храната е дупло поскапа, односно има дупло поскапено отколку во Европа и излегуваат владини министри велат не, ние ги преземавме антикризните мерки за да може, нели, да направиме некаков баланс, да може да народот да преживее, да излеземе во пресрет на барањата на граѓаните и дека тоа биле успешно спроведени политики. Но многу е интересен фактот, јас не сум економист, но ме интересира затоа што кога го гледаш соседството, кога е во прашање на джебот, веќе почнуваш да учиш и економија, нели, и економски движења, за да знаеш експерти, да. За да знаеш како да преживееш и како да почнеш да сецкаш од посебната салама, дали потенко или подебело, нели, така. Од паризерот на Вучич, од паризерот, да, од паризерот на Димитар Ковачевски. И сега многу е интересен фактот дека во моментот кога ги изголемија даноците, во истиот ден се пушти онаа загарантирана цена, односно падот на, односно смрзнувањето на дел на основните прехранбени производи, но потоа од економистите дознав дека таа мерка ќе трае до заклучно 30 ноември. Добро? Да. Со што повторно ќе се вратат цените, односно и тие што се смрзнати сега ќе почнат да растат. Да растат, односно да бидат во онаа динамика со покачен данок од 5 на 10% во продавниците. Но како се тоа почна, еднаш пред вестите го наснав ова прашање, тоа е она познатата СДСМовска железни опинци ќе облечам, но 500 евра минимална плата просечна плата ќе има, расте минималната плата и тогаш ние укажувавме, многу гласно и јасно укажувавме, дека растот на економијата, растот на платите мора да имаат сооднос за да може да се одржи куповната моќ на граѓаните, за да може да издржи економијата, производството, продавачите, индустријата и заедно со енергенсите, со се да има еден логичен тек, затоа што она што може би тогаш значеа 500 евра
плата, вака брутално кажено, 30.000 денари плата, сега со тие 30.000 апсолутно не можеш ни една третина од оние производи да ги набавиш и да го прехраниш семејството дома, каде се сметките. Да. Горан, и ти не си знам љубител на економија. Јасно посочувавме дека спиралата на инфлацијата се поттикнува на тој начин. И затоа нема ден, а да не ги видиме. Излезени пензионери, излезени, внимавајте, вработени во суд, вработени во Министерство за финансии, вработени во здравството. Па едно од елитните места за непотизам и корупција на оваа власт беше контрола на летање, МНАФ, нели сите тие институции. И таму има протести. Таму има протести заради унапредувања и малверзации во работата, што влијае врз работењето таму, дури и веројатно и на парите ќе им влијае отпосле со пренатрупаност. Горан, да вклучиме Горан, бидејќи полека доаѓаме до крајот на емисијата. Не ја разбирам логиката. Не сме економисти ни ние, еве се согласувам, но не ја разбирам логиката. Вие прво почнувате со еден процес кој што го нарекувате зголемување на данок за луксус, така за луксузни производи. Веќе стана смешно она со перката од ајкула. Потоа произлегува дека 1000 производи ќе се поскапат, меѓу кои поголемиот дел од нив се мора да ги имате. Многу интересно што нема објаснување по која методологија дојде до поскапување на данокот. Кој останаа со 5, кој останаа со 10. И потоа владата трча и го вели ревидира. Го ревидираме, ајде сега за некој од овие 1000 производи нема да важи. Мислам, еве не сме економисти, но јас оваа економска логика не ја разбирам. Така, цела емисија ни помина во анализа на нелогични работи на владата, на претседателот, Токму така. премиерот, така натаму. Очигледен е патерн од однесување на владата. Ќе направи глупост, ќе донесе некаква одлука, ќе донесе некаков закон и таму каде што нема личен интерес за некој од луѓето, таму не се повлекува, а таму каде што има личен интерес, односно обратно, се извинувам, каде што нема личен интерес се повлекува и со тоа сака да прикаже дека го слуша гласот на народот. Не сака да признае, нема да признае. Ниједна влада нема да признае дека направи грешки. И претходно владата на ВМРО ДПМН, на пример, кој текнува, сакаше да го зголеми данокот на добивка на луѓето во IT секторот, па откако имаше сериозни реакции, се повлече. Имаше повеќе такви проекти. Но оваа влада има 20 проекти кои што ги најави, ги почна и потоа се повлече од нив. А ова е еден од нив за кој што зборуваме сега со зголеменото ДДВ. Внимајте, каков, јас би рекол, не човек треба да сте во ситуација кога имаме 500.000 луѓе што живеат на работна екзистенција, да го зголемите данокот на млеко за бебиња. Кој може да ми објасни мене дека тоа не е некаква грешка? Или, на пример, концесијата за рудниците во, сад друга тема се префалам, во Срумичко поле. Министри отидоа на протест кој што претходно гласале на влада. Или законот за амнестија Оливер Спасовски кој што бил на влада, поминал предлог од влада, тој вели дека се против него. Значи, се работи за тотален дебакл, тотална катастрофа, нема систем во владата. Сега, овде сум порадикален од Стоилковски, но веќе на вистина и ја повеќе немам енергија да анализирам умерено и кај не веќе има емоција. Ние се соочуваме со непостоење на влада. Ова не е влада. Имајте вие да не ги подготват однапред службите, дали некои закони се против уставот, дали некои закони се против подзаконски правни акти. Вие да не знаете што гласате. Горан, само ако може да се уфрлам, ја не сум толку умерен, сакав да продолжам со факти, Драган ме спречи. Една од пораките која што беше упатена од владата што ќе се постигне со покачувањето на ДДВ на прехранбените производи беше дека ќе се собере околу 70 милиони евра. Но за подсетување, само од март до април, заради оној договор за изградба на коридорите врз непостоечки закони, под кое 353 само тоа не знам може да се извади, заради
работните односи беа платени 50 како казни, како пенал, само за еден месец. 53 милиони евра. Значи, 53 милиони евра за еден месец казни беа дадени, а се покачува данокот за прехрана на населението, на основните прехранбени производи, за да се оберат 70 милиони во буџетот. Тоа е таа небулоза што мене дополнително ме иритира и уште повеќе што да речеме зашто го дадов описот за Бранимир Јовановиќ, вели дека мора да има поттикнува да има поголеми пари, односно владата да извади пари и да им даде на работниците за да може да преживеат. Но пари нема во буџетот. Добро, тоа е јасно дека е причината за сите овие поскапувања. Обидот да се собере некоја пара. Дури и онаа информација што дојде од агенцијата Fitch, рейтинг агенцијата кредитниот рейтинг на државата, вели дека со покачувањето на платите, со покачувањето на пензиите, она регулар што е законското, со парите кои што треба да се дадат за изградба на автопатите, се загрозува буџетот за следната година. Уште од сега го зборува Фич тоа во својата анализа. Да, иако рейтингот остава ББ+, ако не се лажам, но во принцип знаеме сите каква е состојбата. Она праш, вие сте сепак портпарол на главната опозицијска партија, претендирате за власт и тоа во рок од неколку месеци. Кај вас, мислам дека тоа и лидерот Христијан Мицкоски го има кажано, не постои волшебно стапче со кое што проблемите вака ќе се решат. Но мора да му се даде, ми се чини, на изморен, намачен народ, некаква надеж дека навистина постои проект, знаење, желба, волја. Има знаење, има волја, се размислува, се следат оноку колку што може да се следат небулозите на власта, но од она што излегува во јавноста. Јас навистина не знам, немам увид што има се одоздола, односно под тепихот ова што го прави владата, особено со оние небулозни зафати, како што во капитални инвестиции ги става парите кои што одат во енергетскиот сектор за плати, да речеме, за покривање на дупката и останати членови на едно познато семејство кои што работат, да речеме, без распишан тендер и оглас, како што, нели, од познатото семејство Ахмети во Македонија. И, како да ви кажам, нема магично стапче, но се работи, ќе биде тешко, но мора да се вратиме на темелите на економските движења. Не може да се излегува со, како што велиш ти, да им се даде волја на народот, не може да се излегува со лага, ај сега 1000 евра ќе имате плата. Значи, дај да надкачуваме. На многумина се плашат дека ќе наследите празна каса и ќе наследите ужасно многу долгови. Оние пресметки дека како доаѓаат сега долговите што треба да се исплаќаат во наредните години. ВМРО е научено на тешко, не е научено на лесно. Како да ви кажам? ВМРО е научено на тешко. Добро, Горан, последни зборови од тебе за вечерва? Па може би само едно прашање провокација за гостинот. Дали во ВМРО ДПМН се уплашени од фотографијата што ја видовме пред 2 недели, каде што СДСМ најави и прогласи обединување и враќање на Зоран Заев, големиот економист, за малку лауреат на Нобеловата награда за литература. Еве се воздржав, не се насмеав. Дали Стоилковски очекувате дека Зоран Заев ќе го врати сјајот на СДСМ? Ќе се обидам и ја да бидам политички културен и да не се насмеам на таа фотографија, каде што не беше само Зоран Заев, туку го покажа целиот распад на СДСМ и обид за покажување на единство во насока на таа фотографија. Еве, јас тебе како еден аналитичар кој што го ценам, ќе те прашам што мислиш ти за онаа битка за Куманово, СДСМ против СДСМ, односно паралелната прослава на 11 октомври која што отиде Димитар Ковачевски да ја прави прво со Максим Димитриевски на официјалната прослава, каде што ја пуштија, нели, химната на СДСМ во чекање, нели, на официјалниот дел да започне програмата, а потоа на истото место да продолжи со оној пикник и да има повторно обраќање Ковачевски, ама без Максим Димитриевски. Толку од обединувањето во СДСМ, толку од фракционерството, толку од тоа дека Зоран Заев може да им помогне. Пред малку реков дека
Токму тој тим од Зоран Заев ја започна оваа и инфлаторна, но и политички поразителна политика на СДСМ од пораката Македонија е виновна за состојбите и нели до пораката ги реши сите проблеми со соседите, до пораката железничизми ќе облечам и 500 евра плата просечна ќе има во Македонија. Ако може уште едно прашање, овој пат сериозно. Ајде. Дали од ДПМН е подготвено без политички реваншизам да ги санкционира согласно ингеренциите нели на владата сите тие кои што се огрешиле во спроведување на законот, што направиле криминал и корупција, се разбира согласно промените на кривичниот законник, или повторно ќе се калкулира, како што честопати се правило во историјата во Македонија, или сите ќе одговараат за тоа што украле наши пари од граѓаните. Момировски, добро знаеш дека судската власт е третиот столб. Независната судска власт е третиот столб на демократијата. Сушност во демократските земји и оние што припаѓаат во она европско семејство. Независна судска власт веројатно нема да ги остави нерешени овие случаи, особено што пораката за борба со криминал и високата корупција мора да почне со расчистување од некаде, мора да се донесе закон за докажување на потекло на имот и од тука ќе излезат веројатно сите оние случаи кои што едно независно судство во една брзина со нормална брзина судска би ги расчистило, но многу е важно да имаме јавни обвинители кои што нема да молчат заради политичка кариера или да имаме непознати за јавноста, но и за обвинителската сфера јавни обвинители кои што ќе дојдат на едно место како за организиран криминал да победат на нели едно такво тајно гласање, за да потоа излезат фотографии како лидер на дуи да речеме му седи на глава или семејството. Така што апсолутно не можам да кажам како политички реваншизам, но дека имаме доволно индиции, доволно докази постојат за да може да се стави ред во Македонија, затоа што без ставање на ред со криминалот и корупцијата и економијата не може да направи исчекор нормален и од тоа да имаат бенефит граѓаните во Македонија пред се. Да. Овде кога доаѓаме до крајот, еве јас ќе искористам момент да поставам едно прашање, поточно да побарам само коментар. Што мислите, зошто се користи терминот многу често во последно време од власта иде Дунав? Искрено не разбирам во пораките што се испраќаат, кои што веројатно треба да го билдаат оптимизмот во партијата и да се закануваат, да. Зашто не се користи терминот доаѓа Вардар или не знам. Иде Дунав, некако ми знам, јасно е сленговскиот израз, меѓутоа добро, не е само сленговскиот, ако видиме дека проблемот со вакцините го реши Дунав. Проблемот со летот за главините денеска го реши Дунав. Со житото го реши Дунав. Па која е пораката сега на избориве, пак ќе го реши Дунав. Така, на изборите. Добро. Надојден Вардар. Мислам дека тоа ни е потребно. Научно Луковски, портпарол на ВМРО ДПМН, благодариме за вечерашното гостување. Ми беше задоволство. Да. Горан, ти благодарам и тебе. Почитувани гледачи, се разбира благодарност и до вас. Повторно помина полно, ги 12 часот и 5 минути. Значи во 15 часот репризното издание на оваа емисија, а јас и Горан Момировски ви закажуваме нова средба во понеделник во 22 часот и 30 минути. До тогаш пријатно.